Јас се напив вода пред да завршам да зборам. Обично ние мислиме дека по заслуга е дека нели го става тука шише како ако убаво проповедаш ќе се напиеш од водата. Ако не, нека си стои така. Знаете, ја дека слушам за благодат, па сум научил дека благодат е без да направиш ништо добиваш нешто, така? Така да затоа ви демонстрирам што е благодат. Добро ме слушате? Да не е многу гласно. Пробуваме тука нешто да се наместиме. Ако сум многу гласен, кажете, да не ве болат после ушите. Океј. Добри сте ми сите? Океј. Баш ми е мило. Не знам зашто Дарко ме стави во таква незгодна ситуација, каде што кажа дека Светиот Дух ќе зборува преку мене. И тоа е голема привилегија, но во исто време е голема одговорност, каде што треба да се насочиш, или подобро кажам да се поставиш, да бидеш во позиција, најпрво да слушнеш, а потоа да бидеш каналот преку кој што тој говор ќе помине. И јас верувам дека тоа е во истовремено е многу тешко, или ја би рекол невозможно, а во исто време па многу е лесно. И тоа е парадоксот на слушањето на Светиот Дух. Некој каже, каде бе ти ќе го слушнеш Господ? И може би некој седи во оваа просторија и, не знам, ако е за прв пат, за втор пат, за пети пат и вика, абе што зборат луѓето, они ќе го слушале Господ? Како може тоа така? Нели, они сами си се слушаат нешто внатре во нив, делумно шизофренија, делумно имагинација, делумно желба и они се зборуваат нешто. И тоа е точно ако човек го нема Светиот Дух. Значи, ако човек не го има Светиот Дух, тој претходен опис е валиден. Нели, човек кој што седи дома и вика, слушнав глас, слушнав некој ми зборуваше, и ова ќе се случи, тоа ќе се случи, и ако тој човек го нема Светиот Дух, можеш да го квалификуваш како таков. Но, ако го имаш Светиот Дух, ако Светиот Дух дошол во твојот живот, ако Светиот Дух се населил, тогаш ја тргаме таа дефиниција и тогаш кажуваме да, можно е и сигурно е, како да го кажам зборот, валидно дека Светиот Дух ќе ти зборува на тебе, бидејќи Светиот Дух не ќути. Тој е Дух кој што зборува, тој е Дух кој што наведува, или подобро да кажам, тој е Дух кој што упатува. Ако некој од вас се најде во ситуација каде што му се случи нешто страшно, неубаво, трагично, така, што ќе биде првото нешто што ќе очекувате да ви се случи на вас? Што ќе очекувате? Ќе очекувате некој да ве утеши. Така, и Светиот Дух кога ќе види човек кој што страда, човек кој што е во болка, човек кој што е изгубен или збунет, Светиот Дух доаѓа и му зборува. Кога ќе видите некој човек кој што или ќе се најдете самите себе си во некоја обезхрабрена ситуација, да кажеме сте планирале нешто, сте го мислеле тоа, сте се концентрирале кон тоа и одеднаш тоа нешто прекинува. Значи не е некоја трагедија, но за вас е неубав и непријатен момент, каде што одеднаш вашите планови пропаѓаат. Таквиот човек вика, јас сум сега во овој момент обезхрабрен. Нели, му фали таа храброст или му фали тој момент да продолжи понатаму, бидејќи одеднаш застанува. И што се случува? Светиот Дух доаѓа и што му прави? Го охрабрува. Тој истиот човек. Како го охрабрува? Му зборува. Ја можам да продолжам многу вакви различни ситуации да ви ги објаснам, кои што секој ден од нас се нашол и знаете што ќе заклучиме на крајот? Дека секогаш Светиот Дух ќе зборува. Ќе ти зборува на тебе. И затоа не е толку тешко да се прифати моментот дека Светиот Дух постојано нам ни зборува, постојано нам ни објаснува, постојано нас ни покажува нешто или пак ни открива нешто. Зошто? Бидејќи секој еден од нас се наоѓа во посебна ситуација, во посебен период, во посебни години, во посебна ситуација во својот живот. Дури може би денеска некој искусил нешто. И доаѓаш овдека со својата ситуација, со својот момент, со своите доживувања кои што јас не ги познавам. Јас не ги знам. И мојата порака може ќе биде општа, да ги утеши сите, но
додека зборувам, не се ограничувај да ги слушаш само моите зборови, него дозволи му на Светиот Дух да те охрабри во исто време како што он знае да те охрабри. Да те утеши како што тој знае да те утеши. Да ти открие нешто како што тој знае да ти открие. Моето откровение е сведено на лимитот на моето изразување. А уште ќе кажам ова. Моето откровение што јас го имам во овој момент за благодата, за Светиот Дух, за Таткото, за Синот, за црквата, за Божјото царство, за времето, за просперитетот, за благословот, за Македонија, за сите работи што јас ги имам, се ограничени врз основа на мојот израз. Бидејќи јас сега се вежбам да се изразувам, за да можам да се научам како да го изразам моето откровение. И некогаш тој период на вежбање, на изразување може да трае 1 година, 2 години, 3 години, може да трае 20 години, додека јас се вежбам како да го изразам, како да го искажам тоа што е внатре во мене. И затоа ќе ти биде тебе многу касно, после 20 години, да ме разбереш мене, што јас сум сакал да кажам. Тука сте или сте некаде на небото? Тука сте. И затоа е добро да сега да му дозволиш на Светиот Дух тебе да ти открие што треба да ти открие. Добро е да го слушаш моето откровение, добро е да учиш во тоа откровение, но најдоброто е кога ти лично ќе го слушнеш гласот на Светиот Дух и ќе знаеш дека тебе лично ти зборувал. И тогаш, и само тогаш, ќе можеш да се сложиш, или подобро да кажам, да влезеш во текот на движењето кое што Светиот Дух го прави како црква. Словото ни вели дека ако еден дел страда, што се случува? Сите страдаат. Со други зборови, ако еден дел од црквата страда, во истиот момент, независно дали ние го гледаме тоа или не го гледаме, независно дали го чувствуваме тоа или не го чувствуваме, тогаш нешто се случува во телото на црквата каде што нешто фали и нешто некој дел не функционира на начин на кој што бил повикан. И тогаш јас го приметувам тоа во мене, приметувам дека нешто мене ми се случува. И некојаш може да кажам на Ребека, мене ми се чувствувам нешто. Не сум јас, али нешто како да мене ми се случува. И тоа е тој парадоксот на тоа, не ми се случува на мене, а го чувствувам. Зошто е тоа така? Бидејќи чувствувам како некој дел од телото страда. И во тој момент јас можеби немам целосна слика кој страда и зошто страда и како страда, и затоа го имам алатот наречен зборење на јазици, каде што во тој момент почнувам да му зборувам на Бог тајни кои што јас не ги знам. Јас не ни мора да ги знам некогаш. Мнозина од вас се плашат да дојат на молитва да се молат со мене, бидејќи сум кажал една изјава дека кога некој се моли можам да ве оценам до каде ви е духовноста кога се молите. И стварно тоа е така. Не само јас, можеш и ти да го направиш тоа. Седни до човек и кажи му ајде моли се. И во согласно со неговите молитви можеш да процениш во тој даден момент колку тој го знае Господ и колку не го знае Господ. Например, ајде сега малку да ве спремам кога ќе се молите заедно со мене. За да не ви биде тешко. Ако те слушнам дека се молиш вака: Господи, каде си во овие времиња на тешкотија? Ако те слушнам, например, да кажеш: Господи, погледни не на нас и дојди смилувај ни се на нас, бидејќи без тебе изгинавме. Или пак, ако кажеш: Господи, па каде си ти до сега? Ние еве тука те чекаме тебе. Ако се молиш така, јас веднаш ќе знам едно нешто. Овој човек ниту чита Библија, ниту па го познава Господ лично. Овој човек само слушнал за Господ. Некаде дошол на некоја служба или во трече око некаде, се сеќавате едно списание, значи некаде прочитал за Господ и само нешто зборува, но не зборува од срце. Зошто? Бидејќи ако ја чита Библијата, ќе знае или пак ќе дознае дека Светиот Дух живее внатре во тебе. Ќе дознае, ако чита, дека Бог не е многу далеку како што луѓето кажуваат. Ако чита од Библијата, ќе знае дека Светиот Дух вели дека кога еден праведник се моли,
Божите очи и Божите уши ја слушаат неговата молитва. Ова ви е 1 Петрова 3:12. Не мораш да го наоѓаш, читајте си го дома. Значи, кога така ќе се молиш, ја веднаш донесувам заклучок, овој човек не знае што зборува, со други зборови. И затоа не ми е тешко да проценам до каде си во својата духовност. Но, ако кажеш вака: Господи, фала ти. Фала ти што ти живееш во мене. Фала ти што ти си добар Бог. Фала ти што твоите ветувања се секогаш од тебе. Господи, фала ти што ти ни го даде Светиот Дух да не води и да не упатува во целата вистина. И ако кажеш: Господи, јас сум уверен дека ти си добар. Јас знам дека ти си добар. Јас знам дека ти го љубиш овој човек. Например, ако се молиш за некого, ти го љубиш овој човек. И затоа сега, врз основа на твојата добрина и на твоите ветувања и на мојата вера, ние се сложуваме и викаме амин да тој човек се исцели, да биде благословен. Во таков случај ќе кажам, овој човек не само што читал Библија, овој човек и почнал да разговара со Бог. И овој човек некако го научил Божјото срце и сега кога зборува, не зборува само научени фрази, туку во согласно со неговото читање, знаење и со неговата вера ги вклучува сите три и на таков начин се моли. И тоа ќе кажем, овој човек го знае Господ. Или овој човек расте во Господ. Дали го разбираме тој дел? Така да има разлика помеѓу молитви и молитви. Има разлика помеѓу зборување и зборување. Има разлика помеѓу слушање и слушање. Има разлика помеѓу теологија и теологија. Јас знам многу теологии кои што се многу лоши, а зборуваат за Бог. Јас знам многу доктрини кои што не се добри, не се поставени на добра основа. Јас знам многу луѓе кои што зборуваат за Господ, ама не го љубат. Јас знам многу христијани кои што читаат Библија, ама се уште не го научиле срце со срце Светиот Дух. И затоа они може да цитират и стихови, но нивните стихови се само фрази, научени реченици кои што не допираат до другите луѓе. И затоа јас повеќе би рекол, научи се да го слушаш Светиот Дух. Затоа што само тој знае што има во тебе. Само тој знае да ти открие тоа што ти треба на тебе сега, денеска, во овој даден момент. Амен. Океј. Значи, тука сте. Океј. Ова како мал увод ви беше, само за да се разбудите. Нели? Денеска е некако многу топло овдека. Ја слушнав рапорти прошлата недела дека било многу ладно. И сега одеднаш многу топло. Така да не треба да отвориме прозор овдека. Океј, ајде денеска ќе ви зборувам малку за неколку стихови кои што ги спремивме и кои ќе пробаме да ги објасниме. Океј? Ајде се молиме најпрво. Може да се молам некако, знаете, кога се додека траеше славењето, ми беше, како да кажам, бев во контрола на работите. Или како да ви кажам, значи слушам и се контролирам. Али моментот кога седнав, бум, нешто се случи. И од тој момент све ми се измеша. И стихови, и се што планирав да зборувам. И затоа убаво е да се помолиме. Или подобро кажам, да го прифатиме моментот на Светиот Дух. Да, топло е, но не е секогаш топло само заради температурата, тоа да знаете. Има нешто друго што прави да биде топло во еден човечки живот. А тоа е присуството на Светиот Дух. Океј? Така да немојте само да игнорирате или подобро кажам да се фокусирате на физичките работи или да кажете ова можам да си го објаснам. Ако ти можеш да објасниш нешто тога што не е Светиот Дух. Ако можеш да го објасниш Бог, тога што не е Бог најверојатно. Тоа е некоја твоја илузија, некоја твоја тетрадка или лектира што си ја читал. Ајде ќе се молиме. Свети Душе, фала ти. Фала ти што ниеден момент од нашите животи не ти бега од твоите очи и од твоето присуство и од твоето внимание. И фала ти што внимаваш на нас, фала ти што вниманието твое е во нашите животи, врз секоја една одлука, врз секоја една замисла што имаме и врз секој еден план што ние го имаме. И фала ти што внимаваш
врз нашите животи. Фала ти што го проценуваш погрешното и го донесуваш на виделина вистинитото. Фала ти што не попречуваш да направиме погрешни чекори и не насочуваш да живееме во вистината и да чекориме во таа светлина. И фала ти што се имаме едни други како црква. Фала ти што можеме и фала ти што на сите не потикнуваш да се молиме едни за други, да се застапуваме едни за други, да се застапуваме за луѓето што ги знаеме. Фала ти, Свети Душе, што го зимаш нашето внимание, за да ни го дадеш Твоето внимание, за да можеме ние да внимаваме едни на други и да внимаваме на оно што на Тебе ти значи. И затоа, Свети Душе, фала ти за овој ден. Фала ти што има посебно внимание, посебни очи гледаат оваа вечер врз нас. Посебни ангелски очи гледаат врз нас. И фала ти што тие... Слава ти, Господи, фала ти во името на Исус. Амен, амен. Вау. Ја не сум човек кој што сакам да ги драматизирам работите, верувајте, не сум. Сакам понекогаш, нели, некој каже македонците сака да кажуваат многу приказни, нели, да биде нешто смешно. Али вечерва не ви драматизирам воопшто. Има посебни очи кои што гледаат врз тебе оваа вечер. Посебни очи. Посебни ангелски очи. И гледај да не го промашиш овој момент. Гледај да не го промашиш. Гледај да не промашиш кој ќе си одиш на кај дома, кој ќе си легнеш вечер, кој ќе си заспиеш. Гледај да не промашиш кои се тие очи што те гледаат. А тоа што има многу ангелско присуство овдека. Верувајте, многу ангелско присуство. Вау. Ајде ќе читаме еден стих. Ќе читаме... Кој ни е првиот стих? Океј, мене кој ми е прв? Океј, ајде ќе читаме Прва Петрова, прва глава, 3 стих. Прва Петрова, прва глава, ќе читаме можеби од 2 и 3 стих. Океј, 3 стих. Океј. Се сеќавате што рековме како треба се молиме? Господи, фала ти. Всушност самиот став фала ти е да го благословиш Бог. Да кажеш благословен си ти Господи, а не да кажеш ти кај си Господи. Знаете која разлика е? Да кажеш кај си Господи или пак да кажеш благословен си ти Господи. Бидејќи му зборуваш како да е тука, му зборуваш како да ти е личен, а не како да е некој далечен. Благословен да е Бог, таткото на нашиот Господ Исус Христос, кој по својата голема милост не роди одново за што? За жива надеж. Ја ви кажав претходниот пат дека најдов 39 врсти на надеж во Библијата. 39 врсти или 39 објаснувања за тоа каква надеж постои. Некој дури ми кажа последниот пат кога бевме на служба, некој бил пресведочен, рече, прв пат рече дојдов на вашиот собир и рече за прв пат слушнав дека надежта не умира. Рече, ја не сум знал за такво нешто. Јас све си мислам дека надежта умира последна. Не, викам, нема последна, не умира. Рече, фала ти што ми објасни дека надежта не умира. И затоа, ако си христијанин, ако си верник, ако си читател на Библијата, а се уште го носиш тоа мислење дека надежта умира, денеска ја ќе ти го скратам таа привилегија да го размислуваш тоа така, надежта не умира. Затоа што не роди за што? Не роди за што? За жива надеж. Значи, таа е жива надеж. Колку е жива? До кога е жива? Постојано е жива. Зашто? Затоа што е вечна надеж. Се сеќавате, прошлиот пат зборував за... Кој се сеќава на стиховите? За силна надеж, потоа беше за цврста надеж и за што беше третата надеж? Надеж која што не разочарува, тоа е Римјани 5 глава 5 стих. Надежта не разочарува. Значи еве ви надеж која и сега одеднаш ни вика не роди одново за каква надеж? За жива надеж. Надеж која што е жива кога? Цело време. Каде? Во тебе постојано. Надежта во тебе е постојано жива, никогаш не умира, никогаш не запира. Таа постојано живее во тебе. Сега во согласност со тоа што ти сакаш да биде жива во тебе, ќе одбереш дали надежта ќе биде жива во тебе или пак смртта ќе биде жива во тебе. Што значи смрт?
Зашто Зоран зборуваш дека христијаните може да размислуваат на смрт? Можат, бидејќи ако не размислуваат на надеж, се друго си има свој крај. Секоја друга замисла која што ќе ја имаш, си има свој крај, си има своја смрт. Додека надежта, што рековме, не умира. И затоа вика, благословен да е Бог, таткото на нашиот Господ Исус Христос, кој по својата голема милост народи одново за жива надеж, преку што? Преку воскресението на Исус Христос од мртвите. Значи, ние ја добивме надежта, знаете кога? Не кога Исус умре. Кога воскресна. Ај се враќаме назад, не знам дали можеш да го најдеш. Римјани 4 глава 25 стих. Ова е истата, ја би рекол, истиот момент каде што разбираме што всушност се случи на крстот или пак после крстот. А тоа што има момент каде што на крстот Исус умира, ги зима гревовите. И ова ќе звучи премногу, како да го кажам, можеби грубо и можеби несоодветно или можеби нема да се вклопи во теолошкиот ум кој што можеби го имаш, но еднаш Светиот Дух ми ја покажа, ми го покажа моментот, ја не знам дали го веруваш ова или не, ми го покажа моментот каде што Исус умира на крстот, ги зима гревовите и ми го покажа моментот помеѓу. Ја знам дека тоа не го пишува, не можеш да го најдеш тоа во Словото. Али Светиот Дух некогаш ќе ти покаже нешто кое што ќе биде за тебе, или подобро да кажам, ќе ти го објасне, ти го дообјасне тој момент. И ми го покаже моментот каде што Исус умира на крстот и ми остави една мала секунда, еден мал дел, за да видам што можеше да се случи без следното нешто. А тоа беше дека нашите гребови ќе беа тргнати, но без воскресението ние ќе останевме заглавени во крстот. Ќе останевме заглавени на крстот. Ќе бевме исчистени и потоа нема да можевме да воскреснеме заедно со Христос. Немаше да можеме да живееме победнички живот или живот на праведност. И затоа вели дека сега Исус умре на крстот, ги зема гревовите, но следното нешто што се направи, кој што не може да се одвои, верувате, тоа не е одвоиво, е воскресна од мртвите. Зашто? За наше оправдување. Словото многу јасно ни зборува дека Исус беше предаден за нашите престапи и беше воскреснат за наше оправдување. Моментот кога Исус воскресна од мртвите, при самиот момент на воскресение, во тебе дојде жива надеж, која што сега во тебе е изворот на надежта за другите луѓе. Дали разбираш, дали јас разбирам, дека сега ти, ако тврдиш дека си христијанин, ако тврдиш дека си наново роден, во тебе има извор, Исус го нарекува на жива вода. И ние го размислуваме како вода, но всушност е жива надеж. Бидејќи водата што носи? Носи надеж дека ќе продолжиш да живееш. Луѓе умираат без храна на некој си не знам колку ден, не знам колку може да издржи човек, вајда многу може да издржи, ама не е бесконечно. Најверојатно може да издржи некој си месец, 2 месеци, не знам, ја не сум пробал, затоа сум жив. Али не сум пробал, али без вода, она што го објаснуваат научниците, медицината е дека можеш да издржиш многу краток период. Колку е тоа? 10 дена, може би помалце. 3 дена. Вау, добре, си го чувам шишево. Значи 3 дена. И замислете, без вода твоето тело веќе нема надеж дека може да има енергија во него или сила да го преживе уште следниот момент. И затоа водата во тебе е сега, или подобро кажам, изворот за кој што Исус зборуваше е изворот на живата надеж. Зашто вели Исус? Вели, реки од жива вода ќе излегуваат од вашата утроба. Каква е таа вода? Таа е вода на надеж што ми ја даваш на луѓето околу тебе, да можат да ја вкусат и да кажат добар е Бог. Да може да кажат има надеж и за мене. Допред ова мислев дека нема надеж, ама сега кога се напив од водата која што извира не само не од тебе физички, него извира од твојата утроба која што се зборови на живот, овие зборови на живот донесуваат сега живот или жива надеж. И она што на секој ден човек му е потребно за да го преживее следниот момент или да продолжи да живее е надеж.
Дали го разбираме овој дел? Затоа може да зборуваме за се и се што, но не му дај на човек надеж, тој нема да има основа на која што ќе го планира следниот ден. Дај му ја целата теологија. Дај му го целото знаење од Библијата. Дај му ги најубавите работи, дај му ги најголемите богатства. Дали знаете дека луѓе и да примат големи богатства нема да знаат што да прават со нив, зашто бидејќи немаат надеж за иднината, немаат надеж за нештата. И ти е потребна надеж. Океј, ајдеме идеме во следниот стих. Оној стих кој што пред неколку месеци, пред некоја недела сакав да го објаснувам, тоа е Колошаните, 1 глава. Ја верувам дека овој стих е можеби еден од, барем за мене, еден од најсилните стихови кога станува збор за надежта. Спреми го и следниот стих, ако може, и 28 и 29, бидејќи не може да ги изоставам тие два стиха, или не може да ги кажам овие без нив два. Вели вака: тајната што беше скриена низ вековите и за поколенијата, но сега е откриена на неговите свети, на кои Бог со задоволство сакаше да им објави што е богатството на славата. Памтете, Бог од секогаш сакаше да го открие богатството на неговата слава. Океј, Бог самиот за себе вели дека Бог е љубоморен Бог на својата слава и неговата слава му припаѓа само на нему. Океј, никој од нас не може да ја си ја зима за себе. Значи Бог вели славата само на мене ми припаѓа. Но Бог уште од тогаш, од вечноста, сакаше на тебе и на мене и на секој еден жив човек да му го открие богатството на таа слава. Зошто? Бидејќи Бог е добар татко и вели јас сакам на моите деца да им откријам се што имам во мене. Не сакам да го скријам. И вели тајната, но сега е откриена неговите свети, на кои Бог со задоволство сакаше да им го објави што е богатството на славата на оваа тајна меѓу неевреите. Тоа е Христос во нас. Надежта на славата. Еве уште една надеж. Каква надеж е оваа? Ова е славна надеж. Ова е надеж која што носи слава. Или подобро кажам, ти отвара да видиш каков е Бог. До која стигнавме? До која надеж стигнавме? Број 5? Имаме уште колку имаме? Уште многу имаме. Уште 34, така? До 34 вие ќе видите најдобрите теолози на овој свет. Вие ќе видите најдобрите надежни луѓе во Македонија. Ќе имате таква надеж што вие нема да можете да порекнете никакво, како да кажам, никаква ситуација нема да ве спречува да верувате дека е можно за Бог да направи чудо. Но кога ќе имаш надежта вкоренета во тебе, многу е лесно да се верува. Али знаете што е многу тешко? Многу е тешко да имаш вера, а не имаш надеж. Ајде ќе објаснам, нека ме прашува во духот што е тоа надеж, објасни ми што е надеж, ќе ти објаснам. Надеж е моментот кога Светиот Дух дојде во твоите мисли, во твојот ум и ти ја покажа големата слика. Ти покажа нешто кое што беше премногу големо да го замислиш, не можеше да го замислиш, не знаеше да го замислиш, немаше можност да го видиш, ниту пак да го побараш и Светиот Дух ти ја покажа сликата. Ти ја покажа целосната слика за тебе. Или подобро да кажам, за тоа како Бог тебе те гледа. И кога ја видите таа слика, кога видите дека Бог е добар, сега можеш, независно од сите случувања што ти доаѓаат во твојот живот, да чекориш во вера и ако има удари, ти удира нешто од тука. И ти стануваш како добар боксер и велиш се растресуваш и кажеш не, ја добив удар, нешто проба да ме спречи, но јас нема да престанам да ја гледам надежта или пак да ја гледам сликата која што е ставена пред мене. И повторно почнуваш да се движиш, како? По вера. И одеднаш нешто доаѓа и те притиска надоле и ти кажеш не, јас нема да се откажам во мојата вера. Зошто? Бидејќи ја гледам надежта што е ставена пред мене. И потоа продолжиш нешто друго да правиш, па нешто ти удира од оваа страна. И независно што тебе те притиска, што тебе те сопира или што ти прави сопка или што те разочарува, надежта е сликата во која што ти постојано ја гледаш и заради тоа можеш да се движиш по вера во овој свет. И дури и луѓето да ти стануваат најголемите непријатели, ти можеш да им кажеш, знаете што, јас ве разбирам, но заради надежта, јас морам да го направам ова.
Имаше момент каде што моите роднини, може би еден ден ќе дојдат тука, малку се плашат од мене, ама може би ќе дојдат ќе седат тука напред, и се собраа сите. И ќе ме спречуваат. Знаете, јас се спасив 95-та година, и они доаѓа, направиле, како се вика тоа, собир, како се вика тоа, парламент, нели се собрале вака околу мене, и каде ти ќе одиш бе вака, каде ќе одиш ти, што си направил? Си поверувал у Господа, бе какво? Ти си не може ова, ти не можеш, ние со векови сме го верувале ова, па ти дедо ти, па брат дедо ти, и сега ти ќе се откажуваш од ова, нашава вера ќе се откажуваш, каква? Некоја друга вера ќе донел Зоран. И собрани сите ќе ме судат. И знаете што ми беше две мисли, а може ова не смем да го кажувам, али две мисли ми дојдоа во глава тој момент. Значи ова е може би спасен месец дена. И ја ги гледам и гледам, ама гледам низ нив. Ја не ги гледам нив. Они се пред мене, ама ја гледам низ нив. Знаете што гледав? Гледав надежда. Викам, не, ја нема шанси да се откажам за тоа што гледам пред мене. И као второ, викам, ќе станам, ќе вистепам сите, така викам, не се глупирајте многу. Уште бев во таа, уште не бев навикна на тоа доброќата, што викаат, на добрината. Викам, што вие бре луѓе ќе вистепам сите за 2 минути, станувате си одите дома. Али не ги гледав нив, него гледав надежда, бидејќи знаев дека Бог има нешто, или веќе ми го покажал тоа големото, и сега заради тоа јас можам да се движам. И види, без надеж е многу тешко да се бориш во верата во овој свет. Да, можеш да научиш, кажеш, јас ќе имам вера, ќе имам силна вера и ќе ги прочитам сите стихови за вера и тоа е супер. Можам да ви објаснам многу стихови за вера. Верата е најубавото нешто, најубавиот двигател во животот, но е двигател, те движи кон правецот, кон кој правец? На остварување на целта, на надежта што е ставена во тебе. Ајде ќе читаме следниот стих. Некако некако не ми реагирате многу. 28 стих. Вели вака, ние го наговестуваме него. Вели, опоменувајки и поучувајки секој човек во сета мудрост, да го представиме секој човек зрел во Христос. И вели, затоа се трудам и се борам сходно со неговата делотворна сила, која силно дејства во мене. Значи, немојте да заборавите дека само еден стих предходно Павле зборува за жива надеж. И сега вели, заради оваа жива надеж, вели, јас го наговестувам кого? Христос. И што прави сега Павле? На Павле целта му е да секој еден човек што ќе го сретне, да му даде да ја проба надежта која што е ставена во него. Да ја проба таа жива надеж, да ја проба славата на таа надеж. И вели вака, јас постојано го правам следново, го представувам секој човек зрел во Христос. Вели, затоа ги наговесту, опоменувајки, поучувајки кого? Секој човек во сета мудрост со една цел, да го представам зрел во Христос. Грчкиот збор за зрел овдека е совршен. Да го представам совршен. Истото нешто што Павле го пишува во Ефесјани, 4 глава, 13 стих, каде што ги опишува 5 служби. И вели, апостолите, пророците, евангелизаторите, учителите и пасторите го прават следното, го донесуваат секој еден човек да биде што? Да биде зрел, да биде совршен, да биде опремен со се што му е потребно за да живее во овој живот, а најповеќе од се да го опрема со што? Со надеж, за да може истиот тој човек, бивајќи совршен или зрел, да ја даде таа надеж што е внатре во него на друг човек. И потоа вели вака, затоа се трудам и се борам сходно со неговата делотворна сила, која силно дејствува во мене. Сега, за жал, нашиот превод малку е изгубен во преводот. И само ќе ви објаснам на кратко кои два збора се користат во овој стих. Ова не планирав да ви го зборувам, ама убаво е да го знаете. Овдека грчкиот или изворниот текст вели вака: затоа јас се борам и се трудам во согласност со неговата енергија која што делува толку силно во мене. Или делува во сила во мене. Тука се користат два зборови кои што некогаш ќе ги најдете во македонскиот превод сила и сила.
но всушност имате два грчки збора кои што опишуваат енергија и опишуваат сила. Едниот е енергија, а другиот е динамис или динамија, кај што од таму потекнува нашите зборови динамит, каде што значи експлозија или силна пројава на сила. И Павле вели вака, вели, јас она што го правам е постојано ја гледам енергијата која што поминува низ моето тело, кое што му дава, ќе кажам, енергија да биде силно секојдневно заради силата која што делува сега во мене. Значи, некогаш ние си викаме како е можно да тој човек да живее толку многу, или како е можно да тој на стари години, не знам, 80 години, јас знам луѓе на 90 години проповедаат. Јас знам луѓе на 95 години, јас знам на 100 години луѓе проповедаат. И ние ги гледаме остане и кажаме како бе ова се случува, како е можно да овој, дали тој човек вежба, дали тој човек пази што јаде, што ли прави човекот? Некако мене ми изгледа дека Павле многу не пазел. Така ми изгледа. Јадел се што ќе му стават на маса. Вика, слушајте, не се кидете, јадете све. Све е изчистено преку молитва и благослов. Океј, значи он не се секира многу што му дават за јадење. Замислете, Павле се шета низ пустиња и вика, не, ова многу калории има, не, да го ставиме на страна. Значи, он многу не обврнувал внимание, зошто? Бидејќи знал дека друга енергија го води неговото тело. А таа енергија доаѓа како резултат на силата, на делувањето на Светиот Дух во неговиот живот, заради тоа што он се поставил една цел. Целта му била не јас, него ти. Целта му била тебе да те представи како зрел, а не себе си да се представи како зрел. И кога ќе го замислиш тоа во твојот живот, дека не е ова заради тебе, дека ти не си центарот на светот, и кога ќе си замислиш дека сега веќе не станува збор дали ти имаш надеж или немаш, него сега станува збор кој ќе биде следниот што ќе го најдеш, што ќе ја прими и ќе ја вкуси надежта која што е во тебе. И тој истиот да го земеш по твои закрила некако и да се грижиш за него на таков начин што еден ден тој човек ќе биде представен и ќе каже, еве го зрелиот човек. Единствен начин на кој што ти можеш да поминеш на улица и да го видиш најдолното нешто на овој свет, да ги видиш најдолните луѓе, или пак да ги видиш луѓето кои што веќе се откажале од себе си, се откажале од животот, се откажале од борбата за живот, се откажале. Јас сум ви кажувал и нема да спомнам многу, но сум бил на моменти каде што луѓе умирале и сум сакал да ги вратам назад. И сум знаел дека е можно, но немало ништо на што да ги фатам, затоа што веќе се откажале од животот, веќе се откажале дека веќе нема надеж. И затоа да го искористиме, кога вика Павле, искористете ги деновите. Зашто зборува Павле? Павле зборува, не ја даваја таа надеж на луѓето, тоа што никогаш не знаеш кој ќе ја прими. И еден ден, истиот тој човек кој што можеби си го поминал 50 пати, еден ден ќе го представиш пред црква и кажеш, еве го зрелиот човек. Тоа е таа надеж што ние зборуваме. Не е само филозофија. Јас не знам што го натера Александар 95 година да ми зборува за Исус. Не знам што го натера. Да, сигурно бил Светиот Дух. Сигурно бил Светиот Дух. И некако, секогаш се враќам наназад и велам, ете, човек се осмели. Знаете, ние мислиме се осмелил да ми зборува. Не, се осмелил да ја даде надежта што е во него, на некој друг да ја вкуси. И денеска ќе кажете, колку е силен Зоран во неговите зборови. А зошто? Како? Затоа што сум вкусил од таа надеж. Не ги заобиколувај луѓето што Господ ги праќа во твојот живот и пробај некако, доби мудрост да им дадеш да вкусат од таа надеж. Океј, имаме место за уште еден стих? Кој беше последниот стих што го... Ајде пред да го прочитам овој стих ќе ви кажеме на сторија, која што можеби ќе ви
ќе биде интересна. Претходната недела бев поканет во Солун од Томи Науман. Знаете Томи Науман? Супер човек е, тој многу ми е смешен. Човек кој што без пред јас да видам каков е мојот живот, он најверојатно видел нешто. И знаете, тој човек се потруди да ми зборува, да ме изслушува, и кога јас сум викал, не може тоа така, окей. Али нешто видел, ја видел надежта во мојот живот и затоа се потрудил да не ме отфрли. Така да не ги отфрли другите луѓе само затоа што, или подобро кажам, не се нервирај брзо кон другите луѓе, него видија надежта што ја виделе за тебе. И сега што се случува? Ме повика во Солун да зборувам, бидејќи он сега работи со, како да ги кажам, refugees, избеглици, бегалци, и они веќе имаат, мислам, околу 150 крштевани луѓе, што, нели, за нас ќе кажеме, па добро, што има врска тоа крштевани луѓе, но за нив крштевањето е моментот каде што они го потврдуваат јавно тоа што го веруваат во нивните срца. И затоа за нив е опасност да настрадаат, да бидат убиени, да бидат скрос отфрлени од своето семејство и да веќе немаат кај да одат. Са добро, овие веќе нема кај да одат, тука се врзани, ама како и да е. Значи, околу 150 луѓе имаат крштевано, кои што веќе веруваат во Исус, и една голема група на други луѓе се присутни, им проповедаат, им зборуваат и го вложуваат своето срце во нив. И еднаш го прашавме Томи, викам, добро Томи, нели, овие луѓе се очајни, знаете што е зборот очај, значи очајни се, они ќе се фатат на се и се што, нели, на секоја сламка ќе се фатат, како беше тоа, не знам како на македонски, не Давид, него давеникот се фаќа и за сламка, и сега си вика, и еден човек му постави прашање и рече, па добро, овие се луѓе кои што може да направат било што со тебе, ги прибираш дома, па им веруваш на нив и се грижиш за нив, може се и се што да ти направат. Знаете што рече Томи? Каже една многу интересна изјава. Рече, јас во моето срце сум одлучил да бидам наивен и да ги љубам овие луѓе. И најверојатно таа наивност која што он си ја пресметува и таа љубов, таа не доаѓа туку така. Не доаѓа затоа што он ги сака луѓето, него најверојатно ја видел надежта кој што Бог ја има за тој поединец или за тие луѓе, и заради тоа сега он вложува во нивните животи. Дали го разбираме тој дел? Вложува. Како и да е. Бевме на таа служба и сега, недела, ние планиравме со Ракела и со Нико, отидовме, ќе одиме во Икеа, се затворено, ништо не работи. И врти се, чекаме, имаме уште време пред да почне службата, и седнавме во Макдоналдс, да не ви течат лиги, Макдоналдс не е најубавото место, ама тоа беше единствено отворено место. И седиме сега, си разговараме, викам, ќе поседиме тука, надвор врне, малку да се скриеме, и ја размислувам, и сега викам, добро, викам, Свети Душе, ќе има таму пуно луѓе, значи има луѓе од Ирак, од Сирија, од Јордан, од Афганистан, има многу разни луѓе, и велам, што да им зборувам? Со што да ги охрабрам, што да им пренесам. И одеднаш слушам надеж. И јас викам, сега за надеж. Па јас зборував за надеж последниот пат у Скопје и претходниот пат зборував за надеж, и сега сигурно ми се измешало нешто на мене, па сега ја како да немам што да кажам друго, па ќе зборувам пак за надеж, нели? Али толку силно во мене, и викам, окей, и сега барам еден стих, вртам еден стих, го наоѓам, и од тој момент многу убава мелодија во ресторанот. Многу убава мелодија. И знаете, тие што имаат телефон, има една програма каде што кога ќе стиснеш, ја слуша песната и го наоѓа изворот или па ја наоѓа насловот на песната. И додека јас размислувам за надеж, што би кажал таму, во тој момент гледам човек пред мене. Значи, ја размислувам за надеж, во исто време врти телефонов, ја гледам човек пред мене. Го гледам, кратка коса, со брада така, темен малку, јас викам, сигурно сите така изгледаат, значи не е само еден, али го гледам човеков многу специфичен. И во тој момент доаѓа насловот на песната. Насловот на песната е Don't Lose Hope, немој да губиш надеж. Океј, викам, Свети Душе, фала ти за знакот, сега знам што ќе правам. Идеме таму на групата, седнувам, дан пред мене човекот. И истиот човек пред мене, си стои, си седи.
Опа, викам, еве го, кај дојде сега, нема кај да бега. И јас зборувам и доаѓа време ја да им служам, да им пророкувам. Овие се луѓе христијани, недела дена, месец дена, они прв пат во живот фаќаат Библија. И ако ќе кажев Петар, викаат Петар, кој е тој Петар? И тоа ми вика, бе, тоа Библијата е. Па вртат, па бараат, па преведувачот што ми беше, тој не беше христијанин, беше муслиман. Така да тој ми рече, слушај, немој да користиш црковни зборови. Они појма немаат што е тоа. Значи ништо не знае, ни помазание, ни Свети Дух. Ќе кажеше благодат, не знаеше што е благодат. Што е тоа благодат? И тој ми му вика, кога ќе направиш нешто према мене, ја ќе ти кажам, окей. И тој вика, опростување. Не, вика, да, ама и подобро од тоа. Подобро од простување. Како и да е. Станува човекот, му викам вака. Велам, Светиот Дух најде момент и ми те покажа тебе пред еден час. И најверојатно, оваа порака е за тебе многу силна. Ја не знам што се случува во твојот живот, но Светиот Дух ти вели, немој да губиш надеж. Во тој момент то ми рипна и рече, стој, јас вчера му го кажав следново. Ибрахим, немој да губиш надеж. Затоа што Ибрахим пред една минута му рекол, ја губам надежта и веќе не знам што да правам. Знаете каков прекрасен момент кога Светиот Дух ќе ти каже немој да губиш надеж. Истиот тој човек ми кажа дека пред да дојдам јас таму правел чај во една кујна. И вели, погледнав лева страна, имаше една голема слика кај што пишуваше надеж. Свртев десно, имаше една голема слика кај што пишуваше надеж. И ја викам, најверојатно, Светиот Дух сака да ти каже да не ја губиш таа надеж што е ставена во тебе. И најверојатно е добро за тебе и за мене да знаеме дека постои момент, постои опасност, каде што можеш да ја тргнеш таа надеж да биде неактивна во твојот живот, не заради тоа што таа не е активна, него заради тоа што ти одлучуваш така. И затоа е добро да јас и ти одлучиме, постојано да одлучуваме, оваа надеж мора да биде жива секој ден. Оваа надеж, независно од случувањата во мојот живот, околу мене, со мене, околу моите пријатели, роднини, околу сите настани, мојата надеж или надежта во мене мора да биде жива. А тоа што тоа е единствениот начин на кој што јас ќе останам жив и ќе можам на другите да им дам живот. Амен. Добар момент за аплауз овдека заради надежта, да. Евреи 6, 19, 20. Сега надежта поставена пред нас. Видете, надежта е поставена пред тебе. И затоа ви кажав, ова е избор. Ова е секојдневен избор. Види, може би ќе зборувам ова следниот пат. Но мораш да ја видиш надежта за тебе. Второ, мораш да ја видиш надежта за тој до тебе. Трето, мораш да видиш надежта за тие околу тебе. Четврто, мораш да видиш надежта дури за тие кои што не ги знаеш. Пето, мораш да имаш надеж дека Бог ќе ти праќа луѓе кои што немаат надеж, за да можеш да им даваш надеж. Мораш да се навикнеш на водството на Светиот Дух. И кога не гледаш надеж, кога твоите очи велат нема надеж за овој човек, Светиот Дух нека ти направи нешто, нека ги побрка твоите мисли, за да видиш дека има надеж за било кој човек на оваа земја. А тоа што надежта стои поставена пред тебе. И вели сега надежта поставена пред нас, ја имаме како котва, сигурна и цврста, за што? За душата. На твојот дух не му треба знаењето за надежта. Зашто? Бидејќи е роден од надежта. Роден е од нераспадливо од жива надеж. Се сеќавате како го читавме тој стих? Имам стих кај што вели дека сме родени од надежта. Родени сме од надежта. И сега, ако го немаш ти тој момент, или подобро кажам, душата твоја ја има потребата да знае дека постои надеж за тебе и за другите луѓе. И само тогаш ќе можеш да бидеш цврст, закотвен. За мене лично една од најголемите, како да кажам,
нема да кажам нервозија, не се нервирам толку многу, може би некогаш, али нешто што ме, како да кажем, ме вади од колосек или ако сте сто мене или ако ме слушате цел време ќе кажете, ја ќе кажам, стварно? Како бе така? Ајде бе. Значи, некогаш, кога ќе слушнам за некој брат, сестра или некој човек, и човекот направил некоја глупост, ја не можам да се соземам, и мене ми е чудно, како можеше тој да даде таква изјава? Имајќи го Светиот Дух, имајќи го Синот, имајќи го Таткото, имајќи го Царството, имајќи ја љубовта, имајќи ја верата, имајќи ја надежта, овој човек успеал некако да направи таква глупост, што сите дознале за нејзе. И таквиот човек, не дека ја го мразам, не дека јас го отфрлам, али едно сваќам, не е стабилен, не е цврст. Затоа Словото вели, немојте да бидете како што? Како деца, како водени од секој ветер, лево, десно. Знаете што прави котва? Стои цврсто. Еден брод не може да ја помести. Не може сила да ја помести, освен ако не одлучат да ја изведат. Или да ја тргнат, или да се ослободат од нејзе. И затоа нема да те отфрлам ако направиш глупост. Ама едно ќе ми биде јасно, не си стабилен. Не си одлучил да живееш според таа надеж. И вели вака, сега надежта поставена пред нас ја имаме како котва, сигурна и цврста за душата. Надеж која влегува зад завесата каде што Исус влезе како претходник од како стана вечен врховен свештеник. Ова нема да го објаснувам, бидејќи може да ве збунам малце, или да не влегуваме во тие заветите, али надежта за тебе сега е цврста котва за твојата душа. И знаете што, кога некој ќе каже, овој човек е душевно пореметен, дали знаете зашто луѓето се душевно пореметени? Затоа што ја немаат котвата, надежта. Кај да видите човек кој што избегал од границите на нормалата, она што ние го велиме нормално, знаете едно нешто, душата негова не знаела како да се справи со сите нешта околу него и затоа одеднаш застранила. Затоа што ја немала надежта. И затоа за нас најголема привилегија да им зборуваме за луѓето за Исус, нашата надеж, кој што стана надежта на славата која што Бог одлучи да ни открие на нам. Така да се биде христијанин, да се биде верник, не е мала работа. Не е мала вредност, него е многу голема вредност, што иако луѓето околу тебе можеби не ја препознаваат веднаш, јас ја препознавам. Ти ја препознаваш. Светиот Дух ја препознава. Затоа ангелите доаѓаат и ја гледаат таа надеж во тебе. Ангелите не носат надеж. Не носат. Ја и ти носиме надеж. Ангелите не проповедаат Евангелие. Јас и ти проповедаме Евангелие. Ангелите единствено можат само да се радуваат дека постои сад овдека доле на земјата и тој сад има надеж во него. Како можеше таткото на нив да им открие, да им ги открие богатствата? Им беше скриено на нив. Они вели надзираа како во клучалка и не можеа да видат што е ова. И одеднаш ни се откри на нам. Дојде Светиот Дух и ти го откри Исус. Ти ги откри богатствата на таа славна надеж. Го ставив телефонот вака пред мене, зашто знаев дека некој ќе ми звони. Го звони. Го чувствував тој повик. Интересно. Океј, завршуваме тука некаде, добри сте ми? Ти стоиш за да ме прекинеш или? Океј. Океј. Знаете, многу е, ја мислам дека ние сме, ја верувам дека, или ја би рекол, ја мислам дека ниеден од нас не бил во таква страшна ситуација, каде што не знаел, каде што изгубил целата надеж. Но верувајте, ќе се сретнете со луѓе, или можеби сте се сретнали со луѓе каде што на вистина немало надеж за ништо во нивните животи. Една од тие луѓе кои што ги сретнав таму во Солун или помеѓу тие избеглиците, бегалците, беше жена која што рече, јас на вистина не знам на што веќе да се надевам. И јас, знаете, викам, па како надевај се, во ова надевај се. Вели Зоран, мојата керка 3 годишна ја убија пред мене.
Вели, мојата друга ќерка, која што беше трудна, 8 месец, и таа ја убија пред мене. И вели, толку многу лоши работи се случија, и јас сега сум само како изгубена. Викам, не, ти си на добра позиција да закотвиш во таа надеж. И знаете, немојте да ги, како да кажам, да, имајте сочувство со луѓето, но немојте да вашето сочувство премине во тага. Него вашето сочувство секогаш мора да помине во радост. И да може да им кажете, знаеш што, има надеж и за тебе. Исус е нашата надеж. Исус е оној кој што, кога ќе го примиш во твоето срце, ја оживува душата, го оживува умот и ти ја дава сликата што тој ја замислил за тебе. И сега можеш да живееш во таа вера и да се движиш се додека живееш или се додека трае твојот живот, да ги извршуваш неговите дела. Така да, јас верувам дека дека ние сме повикани да бидеме луѓе кои што го проповедаат доброто евангелие или ја имаат веста на доброто евангелие. Што е доброто евангелие? Доброто евангелие или евангелието на благодата е дека независно од твоите дела Исус дојде, умре за твоите гревови, ги зема, ги тргна на страна, ги заборави и воскресна од мртвите. И сега, заради неговото воскресение, тој донесе пресуда, та секој што ќе поверува во него да веќе дознае дека е оправдан заради него. И затоа е убаво да кога ќе кажуваме таа добра вест, да знаеме дека донесува надеж во луѓето. Јас често се прашувам, како е можно да луѓето се уште веруваат во тој Исус? Нели? Зборувајќи за мене и за тебе. Да се случуваат многу работи, викам, како бе тој човек останува да живее, како останува во верата? Знаете што ми е јасно, тоа што ми станува јасно? Има надеж. Тој човек има надеж. И затоа се труди, затоа расте во верата, затоа живее во таа вера, затоа што ја видел надежта што му била поставена пред него. Така да, јас би те охрабрил, или би рекол би те утешил, да даваја таа надеж на другите луѓе да ја вкусуваат. И не знам како ќе го направиш тоа. Некако ќе го направиш тоа. Може би некоја проповед ќе те потикне, може би некој начин што бил кажан ќе те потикне. Знаете, мнозина од вас имате добиено зборови на знаење или пророштва. Океј? Најверојатно скоро сите тука. Може да дигнете рака? Не мислам дека сите имате добиено некој пророчки збор. Сигурно. И ако некој нема добиено пророчки збор, може ќе му даеме. Зашто да не? Али кога човек ќе добие некое пророштво и сега си вели што да правам јас ова пророштво, има уште еден дел што се вика збор на мудрост. И мудроста знаете кај се наоѓа? Во советот на мнозина. Добро е да се доаѓа во црква, каде што има повеќе луѓе, кај што можеш да добиеш мудрост за тоа како да го исполниш твојот пророчки збор. Океј? Тука сте ми сите? Ајде ќе прашаме едно прашање. Кој овдека никогаш во животот не добил пророчки збор или не му било пророкувано? Океј? Некој? Нема никој? Има некој? Ти? Стварно? Како е тоа можно? Никогаш никој? Ја никогаш не ти немам зборувано на тебе. Не. Прв пат, може да станеш, ако сакаш. Океј, прв пат си тука денеска. Тоа е добро. Добра одлука си направила во животот. Може да ми кажеш како се викаш? Снежана. Вау, какво убаво име. Знаеш, кога го кажа твоето име Снежана, навистина ја видов подготвеноста на твоето срце, како да кажам, ти не го одбиваш Господ, ти едноставно си примател на Бог, ти си примател на Божјата добрина. И она што како јас те гледам во духот, те гледам како личност која што не се срами да му зборува на Бог, која не се срами да му патува молитви или како да кажам да разговара со него. И наистина гледам еден прекрасен човек во тебе кој што е спремен да се изрази. Ја не знам колку го разбираш или колку уметноста ти е блиска на тебе или колку си уметничка душа или како да кажам,
Уметничка душа си. Бидејќи го видов тој момент дека знаеш да се изразуваш. И затоа и го почнав тој момент, бидејќи те видов како знаеш убаво да се изразиш. И ја верувам дека тој дар што Бог ти го дал на тебе, да навистина како да кажам, дури да бидеш како поет, знаеш, како човек кој што знае да се изразува во пишување или во поезија, значи користи немаш сега, се уште. Не си почнала, ја го гледам тоа, али јас би рекол, искористи го тој момент, навистина да го донесеш внатрешното во тебе надвор. А тоа што јас верувам има многу богатство во тебе, кое што чека да биде изнесено надвор. И оној стик што вели дека Бог го откри Христос, го откри богатството. Јас верувам дека време е за тебе да го откриеш од тебе тоа што Бог го ставил во тебе. И јас верувам дека во твојот дум има, како да кажам, и да има прерасуди, нека бидат скршени во името на Исус. Нека само праведноста на Исус владае во тебе. Нека Светиот Дух ти дава мисли на Христос, за да можеш навистина да ги осветлуваш твоите зборови. Ја гледам многу чисти зборови излегуваат од твојата уста. Како ти првин мислиш, па после зборуваш. Јас знам луѓе кои што првин зборуваат, па после мислат. Што има голема разлика. Али продолжи со тоа, дека Светиот Дух ти става зборови во твоите, нека ти става мисли, кои што се Христови мисли, така ќе зборуваш да донесуваш надеж во другите луѓе. Добре, Снежана? Така да Божи благослов, наистина, уште да не станеш, ја ќе ти кажам, стани. А тоа што има таква светлина врз тебе, така Светиот Дух ми те покажа тебе уште на самиот почеток, што само го чекав моментот да почнеме да изборам. Така да Божи благослов и остане ми здрава. Океј? Океј, ај само уште еден. Само да видиме, да не претераме со времето. 7:15. 7:16. Може да зборувам на девојката до Гого. Може ли такво нешто? Океј, ја не знам како се викаш ти. Александра, океј. Знаеш, го видов бројот 30 врз тебе. И бројот 3 означува полнота. Или прво да кажам комплетирање. Јас верувам дека Светиот Дух во твојот живот, види, ја не те познавам тебе, не знам ништо за тебе, најверојатно не знам. Така, не сме збореле ја и ти ништо. Сме зборувале, кога? Океј, ја како прв пат те гледам. Али го гледам бројот 30, јас верувам дека Светиот Дух навистина го означува овој момент. Ја верувам дека од сега до 30 години твојот живот навистина ќе биде во една угорница, значи буквално угорница. И ако би ме послушала мене, ако би послушала денеска, јас би рекол вака: трчај без да запираш. Трчај без да запираш, а тоа што Светиот Дух има навистина прекрасни, ја би рекол големи денови за тебе. Значи не дела, него денови за тебе. Јас тебе те гледам како личност која што навистина како да носиш нешто во торба, како човек кој што сака да биде дарежлив човек. Ја навистина верувам дека дарежливоста е една голема одлика во твојот живот. И ако се сомневаш за просперитет, ако се сомневаш некогаш дали јас ќе имам во мојот живот доволно, јас би рекол, ти кажам вака, до твојата 30-та година ти ќе бидеш во нагорна линија, постојано посебна благодат врз тебе, посебна како се вика на македонски favor, благонаклоност врз тебе, посебна благонаклоност, дури од сега, нека тој ангел на просперитет наистина го допре твојот живот сега и наистина ќе гледаш како тоа сето тоа просперира и од твојата 30, колку години имаш сега? 15. Имаш точно 15 години. Ја гледам, од 30-та година ти ќе бидеш позната личност у Македонија. Ти ќе бидеш позната личност. Луѓето ќе знаат која си, ќе те пишува по вестници, ќе те пишува по списање, ќе знаат, ќе викаат каква просперитетна личност, каков просперитет, каква чудесна личност. Се иде од рака. Амен. Амен. Така да не те чуди кој ќе се почне да се случува. Уште денеска. Слава ти, Исусе. Вау. А некако тоа пророчкото уште од прееска ми се врти тука низ прсти некако. Слава ти, Исусе. Знаете, навистина е голема привилегија да се има Светиот Дух во нас. Голема привилегија. И јас би ве замолил за сите кои што ги слушат овие зборови, не ги оставајте така.
него земете ги и джвакајте ги. Размислувајте за оваа надеж. Не оставајте да утрешната грижа како да кажем, го поремети овој дел. Некојаш требаше да идам на сервиса бајлето и се наоѓам себе си загрижен. Како ќе стигнам до таму? И си викам, Зоран, што збориш ти, што се грижиш? Тоа е најмала грижа, најмала работа е тоа. Некојаш ќе се замислиш и кажеш, леле, како ќе биде тоа? И цело твое бите ќе биде окупирано од едно нешто мало ситно. Одлучи да ја гледаш надежта што е ставена во тебе и пред тебе и одлучи се дека ќе размислуваш на таков начин. Одлучи се дека ќе живееш според таа надеж која што е во тебе, а не според грижите на овој свет. Интересно е што Исус самиот вика, не грижете се. Значи, грижењето е всушност прекршување на наредбата на Исус. Секогаш кога ќе се загрижиш за нешто, замисли се дека ти уствари ја прекршуваш наредбата на Исус да не се грижиш. И ако тој вели не се грижи, тој значи дека веќе го има лекот за негрижење. И решението, и оно што тебе ти треба е да кажеш Исусе. Само тоа кажи го. Исусе, ти кажа, ти вети, ти ни заповеда да не се грижиме. И ако ти ни заповеда, ти ќе ми помогнеш и ќе ми најдеш начинот како да не се грижам. А он веќе го направи начинот, стави надеж во тебе, кој што не се грижи за ништо на овој свет. Ај ќе станеме сите заедно. Може да дојдете, не знам, да посвири некој малце една песна, две или една. Некако денеска сте ми многу чутливи. Не знам дали уживате во тоа што го зборувам или летате некаде со паметот или делува нешто во вас кое што е многу посилно само од човечките замисли. Но она што би сакал да го завршиме на крај или пак да го оставиме Светиот Дух да работи во нас е моментот каде што ќе си ветиме едни на други или ќе си ветиме на самите себе си. Јас знам дека некојаш ветувањата знаат да бидат прекршени, но замисли да си го ветуваш ова секој сабајле. Да кажеш вака. Да кажеш, Свети Душе, јас денеска нема да се грижам. Помогни ми да го најдам начинот како да не се грижам. Океј? Замислете да ова биде секој сабајле твојата одлука. Стануваш, знаеш дека нешто те чека тој ден. Знаеш дека те чекаат и луѓе, и нешта, и саати те чекаат. И некаде ќе се загрижиш по патот. Но, замисли да секој сабајле стануваш и да кажеш, Свети Душе, јас донесувам одлука да ова утро, да надежта која што стои пред мене, биде единственото нешто во кое што јас ќе верувам. Или подобро да кажам, ќе се надевам. И затоа, помогни ми, најди ми го решението да не се грижам за било што во овој ден. А ќе почнеме тоа уште оваа вечер, ќе си го ветиме тоа на самите себе си. А потоа, нека Светиот Дух ве подсетува секое утро. Дали знаете колку саат е ставен мојот аларм? Во 6:33. Зошто? Бидејќи сакам првото нешто што ќе го видам, да биде Божјото царство, да го барам Божјото царство и неговата праведност. И да се смири мојата душа и да не се грижи тој ден. Господи, фала ти за ова прекрасно време, ова прекрасно место. Фала ти што можеме да уживаме во Твоето присуство, во Твојата добрина, во Твојата благост, во Твојата убавина и во Твојата сила, која што ни дава енергија на нашите тела, ни дава енергија на нашите умови, да продолжиме напред кога сите се откажуваат. Кога сите губат надеж, ние не ја губиме таа надеж, бидејќи е жива. Не можеме да изгубиме, бидејќи таа ќе не брка цело време и нема да не остави. И затоа сакаме да си ветиме или да ти ветиме на Тебе, Свети Душе, дека нема да се грижиме за ништо овој ден. Може, ајде ќе отворите уста или ќе отвориме уста и ќе кажеме сите заедно. Може да повторувате по мене. Може? Океј. Свети Душе, јас ти ветувам дека нема да се грижам. Свети Душе, помогни ми да го најдам решението како да не се грижам. Денеска и секој ден од мојот живот.
Амен. Амен. Нека биде така, според вашите зборови. Нека биде така. Океј, изобилен благослов врсите, ќе испееме една песна, потоа останете малку, подружете се едни со други. Дајте им надеж на тие кои што можеби немаат надеж, или на тој до вас, ако му фали малце, кажеме, еве, ја ќе ти дам мене од моето. Али наистина е прекрасно што Бог е добар према нас. Каква прекрасна надеж ни даде, каква прекрасна надеж стави во нас. Така да изобилувате во таа надеж, растете во таа благодат, запознавајте го Исус и нека тој ви биде изворот на секоја надеж во вашите животи. Амен. Амен.